Spremni sme? Istina je, druže, istina je sve. Noćima ne spavam otkad nema nje. Otišli su sa njom lepi sni, ostali su košmari. Istina je, druže, istina je sve. Noćima ne spavam otkad nema nje. Otišli su sa njom lepi sni, ostali su košmari. Zato plačem, Boga molim da je vratim, jer je volim, sve ću dati, samo da ne budem sam. Hoću samo malo sreće, znam da vratiti je neće. Imam ljubav, ali kome da je dam. Zato plačem, Boga molim da je vratim, jer je volim, sve ću dati, samo da ne budem sam. Sagnite se, sunco kreti, da na mene sunce sleti. Možda će me ona videti. Na jasluku gde mi glava umire bez zaborava. Recite joj, to je ljubav prava. Godinu će za mnom žaliti, ruke moja pisma spaliti, a godine treće setiti se neće. Godinu će za mnom lutati, druge će se srećno udati, a godine treće setiti se neće. Sagnite se, sunco kreti, cvetak ćete opet leti. Ja vas više neću videti. Sagnite se, zemlji niže, da mi sunce bude bliže, tamo gde mi više ne stiže. Godinu će za mnom žaliti, ruke moja pisma spaliti, a godine treće setiti se neće. Godinu će za mnom lutati, druge će se srećno udati, a godine treće setiti se neće.
susreti, da na mene sunce sleti, možda će me ona videti. Na jastuku gde mi glava umire bez zaborava, recite joj, to je ljubav prava. Godinu će za mnom žaliti, ruke moja pisma spaliti, a godine treće setiti se neće. Godinu će za mnom lutati, druge će se srećno udati, a godine treće setiti se neće. Sagrite se suncokreti, sveta ćete opet leti, ja vas više neću videti. Sagrite se zemlji niže, da mi sunce bude bliže, tamo gde mi više ne stiže. Godinu će za mnom žaliti, druge moja pisma spaliti, a godine treće setiti se neće. Godinu će za mnom lutati, druge će se srećno udati, a godine treće setiti se neće. Ајде да се фатиме за работа, да ги оставиме сунцокретите, сунчогледките. Секој си има свое право, секој си има своја одлука и тука никој не смееме да се мешаме, затоа што тој мисли дека така е најубаво, ние мислиме дека е вака и на крајо има еден на сите нас кој што ќе пресече и кој што ќе каже кој бил во право, а кој не. Правдата и вистината се бавни, но не се забораваат и затоа да се фатиме за работа, за она за кој што е ова моје вклучување во живо, а тоа е дека сето она што денеска стои во подрумските простори, сето она што Владо го е промовирал од 2005 година е евидентирано во МВР и е видено од големиот Паско Кузман, кој што дефинитивно работи на една голема иницијатива во поглед на Антихрист пред очите на Владо Павлов, а не и пред очите на сите вас. Затоа и беше потребна она акција Фаланга, за да го оцрнат, за да биде настрана од сите овие случувања кои што се подготвуваат за припрема на Антихрист. Така да овде ќе споменам Геолифот, Робевци, да не ги заборавиме, тука се работи турбо. Турбо се работи, Охрид мора да биде Ерусалим, во Охрид мора да биде пештерата на Воскресението, во Охрид на Канио мора да биде распнувањето и сето тоа е по заслуга на дотичниот господин Паско Кузман, а да не споменуваме за куќата во Охрид на Венко ли беше, Филипчи ли беше, ама ќе почекаме да видиме и неизе, со што ќе ја поврзат за овој фалсификат кој што се спрема за Исус.
Така да, господине Паско Кузман, може би ти си невидлив за моите македонци и веруваат на приказките за твоите притвори, ама тоа не пали кај Владо Павлов, затоа што ти митрадите од Албанија со потекло никогаш не си бил македонец и нема да бидеш македонец, затоа што Владо Павлов не верува и во она златна маска која што е направена во Златната улица на Кнез Михајлова, која што требаше да те возвишат како голем археолог, нели, откако не го заврши факултетот во Бугарија. Така да, тука беа браќата Срби кои што мора да ги прават сите овие сценарија за да можат некои одредени работи да припремаат кои што се во тек на состојбата, која што е позната во Република Македонија како пречек на Антихрист, а пречекот на Антихрист не би бил без тебе, господине Паско Кузман. Така да, ако погледнете, македонци мои, дека сите оние работи кои што се промовира преку Паско Кузман од Охрид се поврзани со некои работи кои што не содействуваат со Охрид. Дел од нив се правени најверојатно според сите сомнежи на македонската фаланга во Златната улица Кнез Михајлова, бидејќи ако ги погледнете златните маски кои што се пронајдени во Охрид, вистинските и се запленети во Бугарија и Србија, ќе видите дека има оцртување на ликот. А неговата е права. Така да, нормално дека ќе е права, бидејќи златната маска секогаш се прави по ликот на оној кој што е починат, а не знаеме по кој лик е правена таа златна маска кој што требаше ви ја представува дотичниот митрадит и сето она што го правеше во интерес на другата страна. Така да, охриѓани, многу ве почитувам, многу ве сакам, внимавајте за некои работи кои што содействуваат со делото на Исус и ништо не е поврзано тоа што утре ќе го објавуваат за пречек на Антихрист, затоа што Охрид како Охрид е и матичниот град, барата Плиска, од каде што потекнуваат венецијанските трговци и од каде што потекнуваат овие кои што ги знаете владетели со светот, меѓу кои Ротшилд, Рокфелер и сите оние кои што се плејада на 13 фамилии. А јас ќе ве повикам, охриѓани, да се молите на Свети Ѓорги, оној кој што уништил аждајата во барата Плиска и е стругал до струга, затоа што на вистина оваа аждаја повторно многу воскреснува преку овој лик. Ама верујте ми, со воскреснувањето на аждајата во барата Плиска денешен Охрид, воскреснува и Свети Ѓорги Победоносецот. А тој Свети Ѓорги Победоносецот од Библијата е Александар Македонски. Така да, дотичниот митрадит со албанско потекло, големиот македонец и според Владо Павлов најголем непријател на Република Македонија, доправа треба да објасни зошто сите овие докази, сите овие аргументи и овие докази од Владо Павлов се оставени под перница за да бидат, нели, неозбилно сватени, а од друга страна зад грб да работиме на делата на Владо Павлов, па по потреба кога ќе дое време да го уништиме, за да, како сведок на сето она што го видел и сето она што го знае, бидат избришени сите трагови, каде што лесно, нели, ќе се пробие приказката за